Да, ете таква е состојбата за жал и во Битола, а денешниот гостин во емисијата Важно од првата детска амбасада Меѓаши ни доаѓа Ана Битолјану да видиме заеднички да разговараме во однос на денешната тема. Добар ден и добре дојдовте во емисијата Важно. Ајде на почетокот, што покажуваат бројките? Каква е состојбата генерално? Пред се ви благодарам на поканата. Бројките, ние постојано повикуваме сите релевантни државни институции да се очитуваат перманентно по ова прашање, што значи од Државен завод за статистика до Министерство за труд и социјална политика, па дури и самите градоначалници во смисла би требале да имаат увид. Она со што ние оперираме е бројка од отприлика 2000 деца на крстосници секојдневно. Би сакале да бидеме демантирани и би сакале да имаме јасен увид за да можат тие бројки да се намалуваат и со тек на време да исчезнат, да ги нема. Што вели вашето искуство? Што се најчистите причини за појава на питачењето? Сиромаштијата, пред се услови на лоша економска состојба се главен и примарен чинител. Понатаму имаме она што го потпомага тој круг на питачење да не може да се прекине. Едното е недоволна институционална грижа, второто е научени екзистенцијални однесувања. Многу е тешко ако потекнувате од сиромашно семејство да искочите од тој круг. Најчесто ако родителите ви се бават со собирање секундарни суровини, ако тешко преживувате, питачењето е еден од логичните избори како да се дојде до релативно константен прилив на финансии. Имате ли некој податок, например, дали децата што питачат пред се навистина злоупотребени или пак станува збор навистина за сиромаштија кои што треба да го преживеат? Се труда да го преживеат. Децата се секако злоупотребени. Ова злоупотреба на детски труд без оглед кои причини. Пострашно е кога станува збор за некакво организирано питачење. Меѓутоа, страшно е и без оглед дека се во финансиска ситуација да се сиромашни за да мораат да бидат на улици. Децата би требало да бидат згрижени во соодветно образование и образовна форма според нивната возраст. Така што секое дете на улица практично е дете кое што сме пропуштиле институционално да го згрижиме, да дадеме поддршка без оглед на неговата економска состојба. Една од мерките кои што ги предлагаме е впрочем и подобрување, субвенционирање на тој тип семејства. Има ли решенија? Кои се можните начини, можните решенија за да се спречи оваа појава или барам да се намали? Со оглед дека станува збор за 2000 деца кои што секојдневно се наоѓаат. Така, и стално оставаме отворено дека покрај децата кои што поседуваат документи, ние збориме за деца кои што се без документи невидливи за општеството, фантом деца кои што се вклучени во оваа популација. Начините на решавање се пред се признавање на проблемот, некаде да ги усогласиме бројките и да видиме за кој обим на проблем впрочем се работи. Понатаму за обичните граѓани и граѓанки да не бидат овие деца невидливи за нас. Ова што вие го правите, например, е подигање на свест и укажување дека треба да се пријавува. За нас речиси вообичаена состојба е да поминете низ центар на град, на главен град и да ги приметите децата да не реагирате на нив. Меѓутоа, пред се, ние инсистираме на вклучување на деца во градинка како прв чекор и подготовка, а понатаму низ целиот формален образовен систем. Секое дете кое што поседува училиште е поддржано да биде тамо, да ги извршува своите детски права и обврски како дете, не може да биде злоупотребено на овој начин. А за родителите предлагаме да бидат субвенционирани барем едниот родител да биде вработен, за да се искочи парите кои што децата ги заработуваат кога станува збор за семејно питачење, односно питачење од кои што финансиите завршуваат во семејствата на децата, мора од некаде да се надоместат. Ако не се за децата, некој од родителите мора да има постојано константно вработување. 2014, ако не се лажам, имаше предлог за измена на законот за семејство. Се променили нешто? Постојано се подобруваат законите и регулативите. Она што е проблем е практично и кога постојат добри законски рамки, нивното имплементирање не е адекватно. И тука некаде е на институциите да покажат подобра инволвираност и зголемена свесност. Да кажеме, и центрите за дневна грижа се една форма која што е секако добра, меѓутоа не е доволна.
не е доволно временски ограничено по број и повторно тоа треба да биде место од каде што децата ќе бидат вратени или вклучени во образовниот систем, а не каде што ќе биде само место каде што во моментот кога се затекнати во питачење ќе бидат, да кажеме, пренасочени. Што конкретно презема првата детска амбасада? Презема ли нешто, барем ева по однос на децата питачи? Па повеќе се форми на работа со кои што се бавиме. Едно е на SOS телефонот 0800 1 22 22 се пријавуваат случаи, имавме 12 пријавени случаи минатата година. Второ е јавно зборување и поддржување на овој проблем, некаде да искочат од позицијата на стигматизираност, да се збори, да станат видливи и да пробаме да најдеме долготрајни и одржливи решенија, без оглед во каква економска состојба е државата. Трето е споделувањето и работењето со самите деца да развиваат емпатија и чувство за овие деца, за да може да се прават адекватни инклузии, за да не биде не сакаме да се дружиме или имаат различни се или некаква форма во која што повторно ги зацементира, ги враќа во нивната позиција и маѓепсан круг на сиромаштија од кој што не можат да искочат. Така што разни работи можат. Спомнавте SOS телефонскиот број, пријавуваат ли граѓаните деца? Пријавуваат. Или пак доаѓаат во детската амбасада? Пријавуваат, како што кажав и за минатата година, меѓутоа повторно се соочуваме што понатаму. Значи, едно е да ги се пријавуваат, второ е да се згрижат и понатаму е да се пратат. Подолг временски период за да се види, за да не се повтори и да не се вратат повторно на улиците, да не биде само некаква привремена реакција. Минатата година имавме граѓанка која што се грижеше за дете на улица 2 дена додека го расплете бирократскиот систем, каде впрочем со девојчето треба да отиде и кој што се информираше понатаму за неја, што е пример на граѓанска ангажираност par excellence. Да, токму затоа ја отворивме денешната тема да ја подигнеме свеста и совеста кај граѓаните, нели, за да ги заштитиме пред се децата од една експлоатација и злоупотреба. Секој дете не заслужува да биде на улица, туку, нели, да се образува и да расте и се грижи, да расте и се развива како индивидуа. Ана Битолјану, ви благодарам за гостувањето во денешното издание на Важно. Се надавам од прилика гледачите ќе имаат сега представа, освен на телефонскиот број 15 505, дека може да се јават и кај вас и на вашиот SOS телефонски број. Само што еднаш да го повториме за гледачите. 0800 1 22 22. Ви благодарам на вас што актуализирате оваа исклучително важна тема. Да, ви благодарам. И сега во продолжение ќе видиме што се случува во дневниот центар Газибаба, каде што се примаат деца од улица. Таму е нашата Анастасија.